Денеска се дружиме со учениците од прва година од спортската гимназија Паралелка тенис. Разговараме со Јана, Лука, Христо и Стефан. Јана, од кога започна да тренираш тенис? Започнав тренирам тенис кога имав 7 години во тенискиот клуб АБЦ со мојот прв тренер Томе Гигов. Што влијаеше да продолжиш во спортската гимназија? Па децата што се втора и трета година сега во академијата ми кажуваат дека многу е добро и дека повеќе тренираат и дека се поуспешни, па решив да се запишам за да посветам повеќе време на тенисот. Кои се твоите позначени успехи? Имам освоено мастер до 14 години, исто така второ место мастер до 18 години и државно првенство до 12 години. Освен часовите кои ги имаш во гимназијата, дали имаш и дополнителни тренинзи? Па да, секако, јас со мојот, пошто сум член на клубот МТП, секој дневно работам, освен од гимназијата, например, кога во понеделник и во четврток и петок имам по 2 сати од академијата работам и во мојот клуб, каде што и сум член на клубот, работам со Владимир Чубриновски и така. Дали во гимназијата запозна интересни другари? А да, секако запознав многу добри другари, како например Лука Андонов, што ми е сега моментално најголјиот тениски другар, Стефан Чаловски, исто така и Јана, што ми е другар кога тенис. Кои се твоите позначени успеси? Па позначени успеси у мојата кариера се најпрво имам освоено 2 државни првенства на Македонија, категорија 12-14. Исто така имам и освоено околу 25-6 македонски турнири и 15 или 16 финалиња. Која е твојата визија за воиднина? Па мојата визија за воиднина, најголема цел ми е да направам што повеќе ITF поени, пошто наредна година ќе играм, смеам само ITF да играм. Значи најголема цел ми е за сега да продолжам со ITF-ите, да направам што повеќе поени и понатака да продолжам со фьючерс и турнирите. Стефан, зошто се запиша во спортската гимназија? Па пред се затоа што каде што учев во Коле Неделковски основно училиште, беше премногу напорно да се постигне и школа и тенис и затоа кога се појави оваа академија се запишав затоа што нудат добри услови има. Пред се со тренизите, помалку часови во школа и сакав да се посветам професионално на тенисот. Колку пати неделно тренираш со гимназијата? Па сите денови, сега зависи кога не сме на школа, вторник и среда имаме 2 тренинга по 2 сати. Еден сабајле, еден попладне тренинг. Дали запозна интересни другари во гимназијата? Па другари секако дека запознав и имаше и другари кои ги познавам од моето школа Коле Неделковски кој се запиша исто во оваа академија, а и запознав и нови другари. Кои се твоите позначени успеси? Позначени успеси па во Македонија на отворено првенство од категорија до 12, 14 и 16 години сум бил финалист на 11 турнири. Имам освоено државно до 14 години трето место и исто така пред лани освоив прво место во кочани до категорија од 16 години. Лука, кои беа твоите почетоци? Како научи да играш тенис? Моите почетоци биле кога имав 3 години, татко ме научи дека он е уште тренер тука во тенискиот клуб Југ, Скопје. Зошто се запиша во спортската гимназија? Затоа што сакам да се посветам многу на тенисот, да станам професионален тенисер. Ти бележи значајни успеси. Дали можеш да ги издвоиш побитните за тебе? Па државно првенство од 10 години освоив, до 12, до 14 и источно европско во Анталија, Турција, прво место. Дали од гимназијата добиваш бенефиции, као например бесплатни турнири? Да. Имам 3 турнири, 2 16 и 1 18 ITF. Јана, која е твојата визија за воиднина? Па сакам да бидам како Серена Вилјамс. Кога одиш надвор, од која држава девојчињата ти се најсимпатични? Па најсимпатични ми се од Русија. Па Србија. Од Полска.
Кога одиш надвор, од која држава момчињата ти се најљубезни? Па нема полюбезни од македонците. Во продолжение, разговараме со професорот по тенис Томе Караджаски. Од кога работиш како стручно лице во гимназијата? Па во гимназија работам од самиот почеток. Тоа му доаѓа 2012 година со дечките што се сега 4-та година матуранти. На кој начин се запишуваат децата во спортската гимназија? Па најнапред им се врши селекција и најдобрите 8 се примат во гимназијата. Дали гимназијата има програма за тенис? Па има програма, обично правиме ние тренерите, еве специфично за нив ја имам направена програма која е поделена на два дела, на индивидуален осврт на техничкиот дел и физичката подготовка и оние принципи биомеханички кои што важат за сите тенисери кои што треба да играат од 16-18 години. Како е да се биде тренер на овие деца, бидејќи тие веќе се оформени играчи кои претходно тренирале со други тренери? Токму така тие се оформени играчи е предизвик да се работи со нив, бидејќи треба индивидуално за секој посебно се направи програма, да се оцени нивната подготовка и да се спојат сите заедно. На кои аспекти обрнуваш внимание кај овие деца? Па сега највеќе обрнувам аспект на биомеханичките принципи, 6 биомеханички принципи, физичката подготовка која сакам да спојам заедно со биомеханичките принципи и воедно на психолошки дел гледам да ги мотивирам повеќе концентрација да бидат сериозни. Така. Какво учеството на средношколците на меѓународните надпревари? Па имаат од гимназијата учество интернационални платени турнири и до сега имаме позначени успеси со претходниве генерации, имаме освоено турнири на интернационални надпреварувања до 18-16 години, а овие играчи сега до прва ќе доаѓаат да играат.